На глобалните пазари се забележува масовна распродажба на руски имот, што е предизвикано од стравувањата дека Москва е затворена во бескрајната спирала на санкции од западните земји. Рублјата падна на двегодишно ниско ниво, бидејќи Соединетите држави најавија дополнителни санкции. Но Кремљ вели дека незиниот финансиски систем е се уште стабилен. The West has been hoping that the more pressure it puts on Putin, the more heavy the sanctions become, the more the discontent among Russian political and business elite will grow, forcing Putin to sort of change his course. But that hasn't happened over the past 4 years. Actually, we've seen quite the opposite. Според Ждаников, Путин најверојатно се огледал на примерот на Иран, кој е под санкции од 1979 година. If Iran was able to withstand sanctions over the past 30-40 years, yes, the economy has weakened, but there's no reason why Russia couldn't do so. So he's playing a very, very long-term and quite stubborn game. Во меѓувреме, Руското министерство за надворешни работи соопшти дека ќе има одмазнички мерки, без да соопшти какви, на најавените американски санкции. Тие според економскиот аналитичар Сергеј Хестанов може да имаат ограничено влијание. Что касается контрмер, то нанести адекватный ущерб зарубежным партнерам, которые вводят санкции, Россия не может в принципе. То есть степень зависимости от российских поставок недостаточно велика для того, чтобы можно было предложить адекватный ответ. Москва се обидува со делумен успех да ги подобри влошените врски меѓу двете земји, откако Доналд Трамп влезе во Белата куќа во 2016 година, а руската политичка елита побрза средбата меѓу Трамп и Путин во Хелсинки минатиот месец да ја означи како победа. Трамп пак дома беше критикуван од конгресмените за неговото однесување на самитот, што ги поттикна новите санкции. А следните американски мерки можат да одат многу подалеку. Конгресот размислува дали да прекине речиси целата трговија меѓу двете земји и да забрани на руската национална авиокомпанија да слетува на американските аеродроми.